Почитувани, парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз и покрај обструкциите на ВМРО-ДПМНЕ, ги донесе измените на Законот за заштита на населението од заразни болести. Со овие измени стапуваат на сила новите мерки, што гарантираат повисок степен и заштита од COVID-19. Со усвоените измени, задолжително е носење на заштитна маска на отворено, а исклучок од овие мерки се лицата кои што активно спортуваат, децата под 6 години и лицата со посебни потреби. Носењето на маска не е потребно при возење на автомобил, каде што возачот е сам или со лице од заедницата во која што живее, при престојување во двор или семена куќа со лице од истата семена заедница или во угостителски објект каде што се применуваат специфичните протоколи за заштита. Групирањето на повеќе од 4 лица во јавен простор после 10 часот е забрането. Само изолација од моментот на земење на бриз за корона тест до добивањето на резултатот е задолжителна, а доколку лицето е позитивно на коронавирусот, во тој случај истото останува во изолација. Со новите мерки е уреден и начинот на лекување на лицата заболени од COVID-19 во приватните здравствени установи. Истовремено, важат и претходно донесените мерки за носење на заштитна маска, шал или марама во јавен превоз, како и местата каде што може да се соберат повеќе лица во исто време, во државни институции, приватни деловни објекти, како и држање на дистанца и редовна дезинфекција и миење на рацете. Почитувани, есенскиот бран на коронавирусот е во полн налет. Важно е сите ние да покажеме одговорност према своето и јавното здравје. Затоа апелирам до сите граѓани доследно да ги почитуваат овие мерки задолженија за заштита од коронавирусот, зашто само на тој начин можеме да се избориме со коронавирусот, да го заштитиме јавното здравје од оваа пандемија или така наречена синдемија која што го клекна светот на колена. Ви благодарам.